Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич на Радио Слободна Македонија. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Радио Слободна Македонија и Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Четврток од 17 часот и сабота од 11 часот. Добар ти ден, Македонија, добар ден, почитувана публико, добро дојдовте во Гласот на народот, саботно издание. Вие сте на истинската фреквенција 96,0. Да бидам искрен, денеска го одбележуваме еден голем христијански празник, насловен како празник на природата и животот или Ѓурѓиов ден. Да сите кои го носат името Ѓорги, им го честитам и посакам добро здравје, успех, радост во животот, вклучувајќи и мојот син Ѓорги. Имам задоволство и чест да го користам мој микрофон да му го честитам именденот. Но сите вие, почитувани, во функција на сето што го одбележувате во именден овој празник, знаете дека Свети Ѓорги, победоносец, успеа да го победи злото, аждајата. Свети Ѓорги беше родом од Кападохија, со Христос се запозна во својот дом, кога татко му пострада за Христа и прими маченички венец. Тој и мајка му се преселија во Палестина. Момчето порасна и стапи во војската на 20 годишна возраст, дојде до чинот трибунал. Како таков му служеше на императорот Диоклецијан. Кога Диоклецијан почна да ги гони христијаните, младиот трибунал самиот објави дека е христијанин. Почна разни тешки измачувања, но великомаченикот истраја во сите нив, а благодата Божја му помагаше и го исцелуваше. Неговото мачеништво, тоа е сведоштво, наведе на многумина да поверуваат во Христа. Во 303 година му ја отсекоа главата. Овој голем маченик Бог го награди со дар на чудотворство, со кој до денеска им помага на сите што го повикуваат во своите молитви. За многу години од мене уште еднашка Слободан Томич и Далибор Зафировски, кој е зад пултот. Далибор, родиме со тропарот и се враќаме во студиото. На срце ми лежи, на срце ми душе тежи, почитувани е насловот на Гласот на народот. Че говориме за се што ви сакате, што милува душата, вклучувајќи овој голем христијански празник, но да се помолиме на сите тие кои наистина денеска се дружат со нечестивиот и сакат ова света библиска држава да ја снема од картата на светот или од Светото писмо, но велам тој што го напиша со тој ракопис, не може никој да го смени. Тоа име, Македонија, 32 пати се најдува во Светото писмо и нема шанси некој да го избрише. Ние одиме со тропарот и се враќаме во студиото. Но, јако верник слободител и нишник заштитител, не постојушни враг, царей Богопичен, победоносче велико мучениче Георгије, владик Христа Бога, спаси се душата наши. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Амин. Аште и попросих желези безсмртне, слова добра прошилеци силу, и воскреселеци яко победител всеможен, че нам и родовци завршави радвете и Твоима Господом мир даројај, паче подајај воскресение. Почити до семејството Христови, почитувани кои наистина се мои редовни гледачи и слушатели. Поздрав со тоа што радосен сум што не слушате на сите 5 континенти. Радосен сум што оваа емисија имате како ваша домашна емисија милени кои сакате вие да кажете оно што сакате, да упатите порака, забелешка,
Критика, добродојдена, но со аргументи. Значи 0231313332. Рековме, на срце ми лежи, на душа ми тежи. Интерактивна трибина, каде што вие, еве, во овие изминати години 18 имавте можност и се уште имате можност да се окажете сето на што мислите, телефоните се отворени за вас, почитувани. Рековме дека сакам да ја тргнеме таа проклета политика, која дневна политика станува храна, станува омраза, станува барикада, станува нешто лошо меѓу нас самите. Станува еден вид, да речам, една негативна енергија која ја оддалечува светата работа, тоа е љубовта во семејството, во родбинството. Денеска брат со брат не говори. Мајка со син не говори обратно. Пријатели не зборат со вас, ако сте неистомисленици. Се изгубил на дражото, најубавото нешто да ви дојдат да им одите некому. Дури, да бидам искрен, дали си кажувате добро утро, добар ден со комшиите? Првите со кои ќе се сретнете, дали на порти или во лифт. Тоа е она што далеко нас лошиот ужива да го има. Ужива да го има во рамките на тоа што ова е еден привремен живот во кој ние живееме. Ние, реков, секогаш велам, сме патници низ времето. Заминуваме. И ова што го кажа повеќе не се враќа. Заминуваме заедно далеку низ просторот, а оставаме за нас дела. Дела кои не може никој да ги тргне и да ги однесе со себе. Ево прекрасно дело. Дали Бартемон, дај еден убав швенк тука. Ево убаво здајне, се вели влада на Република Македонија. Изградена е во една иницијатива да се представи државата во вистинско светло. Не може Груевски да ја однесе некаде, ја остава Груевски тука и ќе функционира Груевски тука со тимот кој ја направи. И сите тие што има добри идеи. Затоа што велам, Македонија е место достојно за сите што ја почитуваат, ја имаат како земничка држава, држава во која сите ќе дојдат до израз да ја почитуваат и ги реализираат своите планови. А по делата се препознаваме. И по злоделата ќе не идентификуваат. Дали во историјата ќе не испратат на буништето, или ќе не напишат во вистинската форма, остануваат самите нас. Драги мои, ќе поканам некои соговорници и покрај тоа што е голем празник, но поврзвам празникот е победоносец Свети Георги, кој животот го посветил на Бога, на енергијата, на космосот, како сакате, милувате, драги мои. Но подајте му рака на тој што навистина ви пружа љубов. Прифатите го добриот глас, бидејќи гласот на народот е Божји глас. Не можеме да го извалкаме. Гласот на овие дечки што тука секој ден не се дечки, се дечки у срцата, иако се по години доста возрастни и од мене или мојата возраст, ето она што катадено 67 години дена доаѓаат на ова плато тука пред владата, ќе испеат македонската хима и заминуваат по истата траекторијата на вечноста на Македонија. Траекторијата за заедничка унитарна Македонија, Македонија за сите. Светот ја препозна Македонија, не само да ја препозна, светот уште повеќе ја засака Македонија, бидејќи тука се брани Македонија. Тука ја бранеа пред 48 сата моите драги пријатели Умберто Паскали, Џулието Кеза, Уед Мейсон, кој упатија порака дека веќе почна петиција за заедничка Македонија. Да, драги мои, 3 лава ја ќе ги споредам. Како сакате, милуете, разберете, меѓутоа кои ја бранат, ја сакат Македонија. Не се ни ВМРО-вци, ни СДСМ-овци, не бројам се парти, не сакам реклама никому да правам. Македонци во дух, во срцето. Оти да бидеш македонец, тоа е привилегија. Не може секој да биде. А тоа е да знае да сака, да љуби, да проштева. Сакајте го едно што вистика ви дава идеи. На младите живото останува. Го поздравам од ова место и Јове Бурне, мој драг пријател, поддржувач на македонската кауза. Го сакам и неговото семејство. Поздрав до неговото семејство и Бојан. Сите со таа дечки, ја ве молам, 0231313332 е телефонот, еве 16 минута, после 11. Јове Бурне е прекрасно момче кој има таа милост. Јове Бурне е момче кој навистина, еве го носи името на апостола Јована, кој навистина ќе речам
не мисли никому лошо, мисли да помогне. Заедно со Јована и со Бојана и со сите успеавме да дадеме подршка на човекот кој на вистина како Свети Ѓорѓе не сакам да споредам, али го победи аждајата злото. Но од другата страна за да барата има човек кој го носи името Трамп. Ја верувам во него и затоа ја дадов несебично подршката моја. Кога секој можеби не да се ме тапеше, тоа се нивни проблеми, не се оптоварувам. Секојаш му давам простор на тој што има енергија за доброто во светот и екумената, што речем целосно. Зошто? Затоа што Трамп и Путин се две големи држави, две мечки, врз кои принцип почиваат и политика почива светската политичка сцена, вклучувајќи и Република Македонија. Реков нема повеќе да му дадам никаков да имаме реклами, вели Сафировски, да, Зафировски се одиме, само да завршам со мислата и веднаш ќе одиме со рекламите. Му отвори порта со сета почит на овие млади дечки, Јове Бурне, Бојан и уште доста македонци од Велес. Од ова мала, прекрасна, не е мала, тоа е голема држава, почитувани. Македонија по територија, ова што не остана, верувајте ми, не може да ја собере ни еден атлас. Македонија е светот. Македонија е светот, Македонија е вистината. И затоа сакат сите да имат како привезок во својот джеб, но не може да успеат. Почечам привезок, бидејќи не гледате на ова. Тоа е вистина што Доналд Трамп наскоро, верувам дека ќе превземе иницијативата во своите раце и нема да дозволи да се поигруваат некои со стабилноста, безбедноста на оваа земја, која е 137 пати призната од 137 држави од 199, меѓу кои се Америка, Кина, Русија, Канада, ве молам, Индија, тоа се преку 4 милиарди. Одиме ние со реклами, се враќаме во студиото 02 37 31 332, ве очекувам. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија. 0231313332, веќе имам прв соговорник, Лјупшо Палевски. Добар ден или добро утро, господин Палевски. Добро дојдовте во гласот на народот. Здраво, господин Томич. Еве на еден убав празник, Свети Ѓорги победоносец, ја реализирам оваа емисија, рекам дека Свети Ѓорги го победи злото и ние да го победиме злото во оваа држава, да нема повеќе јаз меѓу македонскиот народ и оваа држава заслужува да го има тоа место што ја како порелигиозно да стапувам, та ме води од душата, бидејќи ова е место за сите нас кои се сакаме од држава и дека навистина не заслужува да биде избришена од картата на светот и атласот. Вие важите за еден навистина доста објективен и аналитичар и поранешен, не речем поранешен, човек кога е по дефиниција и по идеологија тоа за што се определи, тоа останува за веки векова. Ја тоа го почитувам, не може тоа да биде припеј, денеска сум ова, утре сум она. И ја затоа почитувам меѓу кои сте вие кои не отстапувате од вашата идеолошка матрица и се тоа, но се борите за вистината и за честа на вашиот идеолошки презнак и она што за што вие се определивте. Да видам искрено, насладавте голем интерес во гласот на народот по вашето предпоследно, да речем, ова е денеска е ново со ова гостување, со вашето учество, вашата анализа. Еве, се случи тоа што навистина не требаше се случи на еден, како што велат експертите, шверцерски начин да се избере председател кој уште не е како што треба прифатен од јавноста и така натаму. Се оно што беше спомнато и да речем во една рака и опоменато од господин Груевски уште во време на предизборието,
значи да се има едно рацио, една разумна артикулација на македонскиот народ, значи или за едната или за другата политичка скаја, ако гледаме другата како се однесува сега, не би рекол се, простете ли, тоа е новинарска забелешка. Но во интерес на националните интереси да се избереа гласови во мнозинството од македонските избирачи, тоа што ви дојде до ултимативна или да речеме една таква ситуација, некој да ви постави, дојде се до зид и така натаму, да ви даде еден документ шверцова, да речем. Јас велам шибицарска политика, у смисло на зборот со Трианската платформа. Господин Палевски, нешто за јазикот или владата, јас како тезички би ги надборил, вака би ги насочил, а вие би ми дали некои одговори во однос на ова, што вистина е горливо прашање и натаму го крева притисокот наднормално. Да, швицарскиот начин околу изборот на Талат за председател на парламентот предизвика бурна реакција, гнев. И тоа беше неконтролирана реакција, опасна реакција, по која имаше жртви. Меѓутоа, тоа е реакција на народот, тоа е гневот на народот, кој во моментов не постои лидер кој би го канализирал. Зборувам за сега, за овој момент, постизборниот, каде што го видовме сите постизборниот инженеринг на Бейли. Значи има два инженеринга, едниот беше на самите избори и предизборниот период, каде што се доведе во оваква една нерешена ситуација и кај албанците и кај мене. Сега го гледаме и постизборниот инженеринг во формирање на влада, во формирање на мнозинства, каде нема никакви политички аргументи, има некакви вербални најави и сето тоа направи еден огромен гнев кај народот и она што ние го гледаме деновиве. Движењево кое за заедничка Македонија не е толку важно идеолошки, колку што е важно што не дозволува да народот го зафати една апатија после се ова што му се случува. И токму затоа е важно и битно да биде некако канализирање на незадоволството на народот. Инаку, што се однесува до вашата поента која ме прашавте за околу правите чекори на овака избраниот Талат Джафери, многу важно е дали албанските партии ќе останат на она што говореа пред формирање на парламентот, а тоа е да се гласа прво новиот надополнет јазик, закон за јазици, или пак да се пристапи веднаш кон бирање на владата. Од тој чекор точно ќе може да ги предпоставиме намерите, што ќе се случува. Значи, дали во инженерингот на Бейли на Американската амбасада е по секоја цена инсталирање на заев за премиер, или пак е заштита на албанските интереси на нашата територија. Тоа е многу важен чекор. Сите тоа го исчекуваат, да видат какви ќе видат тие реакции. Или може би пак ќе влезат во пребројување, што неофицијално им го кажал господинот Хојди, да ја легализираат предходната постапка, што на домашните политичари никако не им одговара, иако Хојди тоа децидно им го кажал. Доколку има спор во самата постапка во избор на Талат Джафери, можете слободно сето тоа да го повторите во една легална и нормална постапка во парламентот. Меѓутоа, нашите политичари, сигурен сум дека нема да пристапат кон легализам, туку ги продолжат дале. Имаме се информација дека Зекири Касапи си одат од СДСМ, раскол во партијата или промена на одлуката да се гласа за Косово во УНЕСКО. Тоа прочита во еден од медиите. Дали имате коментари? Ја мислам дека тоа е спин. Тие двајца воопшто не се ни битни во Социјалдемократски сојуз или во целиот тој проект што пред малку говорев околу инженерингот на Бели, постизборниот околу формирање на мнозинства и влади. Тие двајца воопшто не се клучни во проектот, па од нив да произлезе евентуално од нивна реакција, да произлезе било каква промена во проектот околу промена на име и све она што се најавуваше. Нешто околу конфликтот Беса и Дуи. Видовме дека Беса воопшто не сакаше и не даде подршка на Талат Джафери, напушти парламент и се тоа. Како ја коментирате оваа ситуација? Па добро, тој е интракоалиционен или интрашибицарски конфликт, ја би рекол, каде што они едноставно ја запалија целата атмосфера со грубо пеење на албанската химна во македонскиот парламент, а паралелно со тоа не гласаа за Талат Джафери, што беше и причина за немилите настани, во кои имаше
сериозни штети. И за државата, и за луѓето, и за парламентарците, и за луѓе, воопшто, и за граѓаните. Меѓутоа, тоа е интра-шибицарскиот конфликт, кој тој ќе трае. Ќе го видиме и на првата седница. А мене ме плаши еден друг конфликт, а тоа е Зоран Заев, кој го произведува внатре меѓу македонците или да кажем меѓу неалбанците. Бидејќи тука се и останатите малцинства, каде што со неговите несмасни, а јас тврдам дека се злонамерни и во проектот на Бели испроецирани изјави, една во Белград, друга во Софија, исти хора, един народ и Вучич е оваков, Вучич е таков, при тоа не посочувајќи уште требаше да им посочи кој треба да им биде премиер на Србија. Он ствара еден внатрешен конфликт, тоа веќе ги надминува неговите овластување, кога веќе се нарекува лидер на опозицијата, а сега веќе се нарекува и премиер, да со неговото делување он го ствара еден сериозен конфликт меѓу граѓаните, кои не се должни да трпат такви навреди од некаков на сила од Бели поставен премиер. Тоа се тие изјави кои долгорочно гледано, или тоа се преседани за прв пат човек што треба да биде премиер јавно, тоа го говори. Дека не сме еден народ со булгарите. Дали тоа, господин Палевски, ме наведува на едно време, 2000-та година, кога Арбен Џафери даде интервју за Софијски вестник, дека на плани и проектот да се подели Македонија пола на Бугарија, пола на Албанија, и мајче факт тука имаме тиранска платформа, од друга страна кокетира Заев или навигнува на бугарите и вели ние сме еден народ значи нема потреба тука што да се секирате, еве ви таа другата половина и завршена работа, а од друга ситуација српскиот официјален Белград не веќе вчера испрати нон-пейпер до Брисел да покрени иницијатива веќе да околу неговите начин на артикулирање и на политичко, така речем по наводници, делување, дека може да создаде голем метеж на Балканот. Тоа беше и од господин Дачич и господин Вучич, кои се доста нервозни и рекоа дека ќе се одрази лошо во билатералата помеѓу двете соседни држави. И конечно, дали зајавија Турка државата во политичка и правна криза? Во моментов ствара неалбански внатрешен конфликт во кај останатите граѓани. Значи неалбанци, и тоа е поларизирање прво на општеството. Токму човекот кој се пали дека сака едно општество, заедници и така натаму. Он е да фигура во проектот на Бели, а тоа е стварање конфликт на територија на Република Македонија. Точно предвидуваат македонската емоција, македонското незадоволство и точно наизменично некогаш албанските негови партнери, шибицариве некогаш, он лично ги ствараат тие конфликти. Едниот е македонско-албански конфликт, она што се случуваше со Талат и изборот негов во парламентот. И веднаш потоа приде кон внатре македонско навредување или провоцирање со неговите изјави. Арбен Џафери е покоен политичар, он за разлика од овие шибицари денеска, он гледаше долгорочно. Беше многу поедуциран, многу поискусен и он ги кажуваше своите намери, ги кажуваше своите проекти и идеали во водењето со политика. Меѓутоа, овие денес, тоа го прават од денес за утре, а нивните навреди со таква брутална и глупава политика се многу посилни него она што биле со новите на Арбен Џафери во пред 15 на години. Така да Арбен Џафери беше поединец кој бараше за собствената припадност, значи за ентитетот албанците во Македонија. А ова денес кај што гледаме е сериозен проект кој е толку многу динамичен да веќе човек на дневна основа мора да запишува која што од будаливе све изјавил. Мислам на политичари. Господин Павлевски, каква е ситуацијата внатре во СДСМ? Вие сте еден од ветераните, изречем од втората генерација на основачите. Дали како го прифаќате начинот на однесувањето на Заев и после пост изборен инженеринг, а не само тоа, голем број македонци кои се бранеа државата и тоа се тоа се наоѓаат во притвор, кои од друга ситуација гледаме дека тие луѓе, сега јас не сум бил присутен, ниту можам да дам свој личен коментар, но според јавното мислење гледам реакциите на луѓето, доста покажуваат голема разочареност.
во се тоа. Добро, Прво, како е внатре во СДСМ? Тоа е последица, нели, кажавме, тоа е интеракција, политичарите провоцираат, народ да реагира, се случуваат страшни работи и нормално да има и последици. Меѓутоа, мене ме чуди што, да кажеме, ВМРО ДПМН најави кривична одговорност за Мисовски и за Мухич ферит, и не ја гледам. Има доволно 3-4 дена да покренат кривични пријави за кршење на самата процедура, деловодник, закони или членови од Уставот. Не покренува уставна иницијатива, што мене само ме потврдува во намерите дека ова е таков инженеринг на господинот Бели, да не докажам уште нешто, што многу често го користам на Facebook, бидејќи сепак ова е етер, да ради пристојност, што евидентно е. И тоа прави дополнителен хаос, не само што сме навредени, омаловажени како македонци, како еден народ со Българија, или како она што го говореше господинот Села во предизборниот, па дури и постизборниот, дополнително, значи не само што не навредуваат со нивната политика, туку и постапките, кои подоцна санкциите кои се случуваат се уште пожестоки. Затоа велам на почетокот да кажав, движењето за заедничка Македонија не е важно во неговите пораки, колку што е важно што е една платформа, еден генератор кој не дозволува македонецот да падне во политичка апатија, во малодушност. Вие потврдивте кој бевте кај мене во емисијата. За Социјалдемократски сојуз не одговорив, тамо немој да очекувате никаков капацитет демократски, тоа неколку пати сум го говорил. Тамо не може да се најде ниту критична маса било каква, ниту поединец кој би се спротивставил на ваквите несериозни, незрели политики на Зоран Заев. Толку е страв? Не се работи за страв. Прво, тамо тоа е претворено од политичка партија во невладин сектор. Тамо никакви политики не може да дадат резултати на теренот. Они скоро 100.000 евра, 70.000 албанци и 34.000 гласови кои од 90 навака во компјутерот на ТИК, каде што се чистеше списокот, воопшто никогаш не излегле на гласање. И сите тие 34.000 граѓани на оваа држава на 11 декември сите до последен гласале и сите се за СДСМ нормално. Така да тие 34.000 македонски гласови кои се буквално убацени во корист на Зоран Заев или на неговата коалиција, воопшто до сега не беа тема. А тоа се случи кога фирмата која го чистеше списокот, тоа нели беа странци, они ги открија тие 30. При чистење на списокот ги открија тие 34.000 македонски граѓани кои никогаш не гласале од 90 до денес. На 11 декември сите тие гласаа во наводници. Тоа воопшто не беше тема, така да и со тие 100.000 ВМРО ДПМН извојува победа 51-49. Значи, тоа е Социјалдемократски сојуз, една невладина организација со која Џорџ Сорос и господинот Бейли раководат, а гледаме, претходно кажав, произведуваат, генерираат сериозна количина на народен гнев, што ми е криво, нема кој да ја исканализира. Како го гледате излезот од оваа ситуација? Излезот, јас сум кажал неколку пати, и оставка на двата лидери. Тоа е многу важна работа, тоа ги надминува партиските интереси, тоа го брани македонскиот народ или граѓаните кои се веси или не албанците ги брани од платформата, ги брани од сепаратистичките политики, ги брани од агресивните политики на албанците, затоа што со оставките на двата лидери сите досегашни тајни, полутајни, непринципиелни договарања политички меѓу партиите за власт, за коалиција, паѓаат во вода, бидејќи кога ќе се смени елитата, тебе ти се менува договорачот, така да сите оние валкани дилови не важат. Со новите лидери почнува и нова политика во Република Македонија. Господин Павлевски, благодарам многу што бевте гости во Гласот на народот. Почитувани, имате модиме со ваше војње 02-3131-332. Значи, на срце ми лежи, на душа ми тежи. Отворени се телефоните, говориме и за други теми, не мора само на политиката, и покрај тоа што навистина сакам денеска се ослободам од политиката. Ми кажа пријателот мој, во секое обкружување, живееме во една стеноза, во една спазма, во една депресивна ситуација. Стресот и депресијата ни се домачинија секаде, и дома, и на работа, и кај да одиме. Значи, нема поголема опасност. Значи, реков дека стресот и депресијата се посилни и од неутронската бомба. Затоа,
Да, слушате ли? Да, добър ден, кой се ява? Ало? Да, добър ден, повелете. Добър ден, господине Томич. Добър ден, кой се ява? Примете голям поздрав. Вие, вашите гости, Благодарим. екипата на Радио Словна Македония. Да, само намалите го тонът на радиото, имаме фон, я ве моля. Така, аз имам да предложам едно решение Добро, като граждани на ова држава добро. и постои ли можност да се извлечем от ова кризна состојба во која се најде Република Македонија, Така. а таа можност, тоа решение се состои во одговорот на прашањата. Тоа е заправо парламентарно мнозинство. Добро. Нели стално се повикуваат на самото тоа прашање, односно парламентарно мнозинство. Да. И второ прашање, врз основа на кои правни принципи е создадено и се составува парламентарното мнозинство во Република Македонија. Ако се знае дека тоа е веќе одредено од граѓаните гласачи на Република Македонија на парламентарните избори од 11.12.2016 година изнесува 120 пратеника. А цифрата, што стално ја спомнуват, од 67 мандат подписи на коалицијата за промени и на ДУИ со неговите коалициони партнери, не е мнозинство, туку е парламентарно малцинство, составено противправно и правно неодржливо, бидејќи гласачкото изборно ткиво на Република Македонија е структурирано и конституирано од 3 блока на партии, односно од 3 блока на коалиции со 3 облика на национална свест. А застапник на тоа граѓанско гласачко ткиво е председателот на државата господин Ѓорѓе Иванов и согласно на тоа и на парламентарците во собранието на Република Македонија. И сега, ако ми дозволите, можам да го образложам тоа на некој начин. Само што побрзо дозволувам да во интерес на времето, пократко ако може, поентите да ги кажете само. Од коалицијата на постоеќите блокови што се на политичката сцена на Република Македонија нема доволен број освоени мандати, пропишани со закон. Во ваков случај сите 3 коалиции од сите 3 блока ќе мора да учествуваат подеднакво во преговарањето и договарањето за составување и обликување на новата така наречена широка коалициона влада, а не само од 2 партии. Значи се дискриминира останатата третата коалиција од третиот блок. Сега помошта за разрешувањето, па треба да се бара кај господин председател на државата Ѓорѓе Иванов, дополнувајќи го и дообјаснувајќи препораката што ја ми ја даде нели на пратениците на во Македонско собрание, а во врска со давањето мандат за промени и таа према мене би вака гласила: доколку парламентарците, односно избраници на народот, успеат да го сочуват парламентарното мнозинство 120 пратеника да учества во нивните преговори и договарања околу формирањето на владата, тогаш може да се даде мандат на некој, ама сите 3 коалиции од сите 3 парламентарни од блока да имат учество. Добро. Интересно, во секој случај. Хвала за отстапеното време. Благодарам многу за вашите војни почитувани. Се замалам во интерес на времето, сакам пократки, директни. Интересна беше констатацијата и предлогот на господинот. Благодарам, одиме со реклами и се враќам во студиото. Че имаме можност да вклучиме некои ваши уште војни. 0231313332. Јас сум Слободан Томич.
Ќе видам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на Радио Слободна Македонија. Почитувани, во гласот на народот сте, на срце ми лежи, на душа ми тежи, отворени се телефоните за вас да говориме за оно што вас ве мачи, ве потикнува, па и ве прави среќни доколку има да слушаме нешто убаво. Рекове дека царува меѓу нас негативната енергија, депресијата, стресот, што навистина не би требало. Реков, навистина луѓето кои не се изложени на молитви, на духовна гимнастика, изложени сме на немир, на пороци, редови работи, не одат работите како што треба. Затоа очекувам на 0231313332 да се јавите со вашите јавувања. Го слушаме господин Палевски, даде некоја оценка која е навистина интересна за ако мобилно го регистрирате последниот моментум кој вели дека сепак се правени, народно кажа некои далавери од страна на Социјалдемократскиот сојуз на изборите, околу 3-40 гласа. Мислам, ќе вратиме повторно во текот на репризата, да ослушнеме сето она, но доколку имате некои исто вакви слични информации, ве молам, јавете се, отворени сме да ослушаме и вашиот став. Имајќи факт дека, почитувани, лесно е да се направи штета на оваа држава. Дајте да изградиме. Ова не се некои формални или куртазни лорики да ја зборам, ја го кажам, го зборам сите 18 години. Во политиката нема љубов, има интерес. Меѓутоа, таа интерес нека биде за сите нас, национален интерес. Јас би ги замолил политичарите да се освестат, бидејќи цело време се однесуваат секој честни случаи како во нокдаун другирани, грогирани од она незиното височество, парата, сласта од и фотелјата, власта е сласт. Забегува човек кој ќе види у фотелјата и сака да дојде на фотелја, оти му престои задоволства, престојат големи работи што у животот ги сонувал и вели, ај сега ми дојда поите 5 минути дај да направам што ќе направам. Меѓутоа, знаете што? Злоделата ќе ве однесат во пеколот. Делата, добрите дела ќе ве остават и ќе ве однесат во незаборавот, во позитивната енергија, кај луѓето секој ќе ве спомнуваат како добри луѓе. Ја би го замолил мојот драг пријател Далибор, тука е на разумна молитва да пуштим. Рекол дека ќе пуштам црковна музика, во чест и слава на денешниот голем празник Свети Ѓорги. Дозволите ми да ја поздравам нашата редовна гледачка, која навистина ми представа задоволство, што во сите овие изминати години редовно не подрела и редовно не слуша. Од која причина? Од причина што Татјана Пченеко, таа е словакиња, македонка се, преди се, има доста позитивни вредности за оваа емисија. Ја се беше една музика за незе, но таа ќе дадем на крај ако Далибор успе, но еве разумната молитва нека биде, рече Далибор, за одјава. А тогаш даја таа песна што рековме на тие на сестрата на Тијана Дапчевич. Специјален поздрав до Татјана Пченко. Еве, почитувани драги мои слушатели и гледачи на Гласот на народот, вие гледате и слушате во боја на 96,0 на оваа фреквенција Радио Слободна Македонија. Дојде и крајот на ова издание, на срце ми лежи, на душа ми тежи, трговско радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредник и автор и водител на емисијата Слободан Томич. Датум на емитување е 6 мај 2017 лето господово, продукција Радио Слободна Македонија. Ви благодарам многу што бевте со мене во овие изминати речиси 55 минути, заедно со мојот драг соработник Далибор Зафировски. Уште еднашка поздрав до моите слушатели и гледачи Лазар Зоран, Менка и Живка Христови. Да сте ми живи и здрави, бидете ми секој со позитивна енергија, сакајте се, почитувајте се,
тргнете омразата. Денеска посетете ги вашите роднини пријатели, честитајте им го имендено на сите што го носат името Георги, Ѓургица и така натаму. Бидејќи и Свети Георгија победоносец е голем маченик, меѓутоа го победи злото. Ајде да го победиме злото, а тоа е со една заедничка љубов. Одиме и со една молитва, тоа е разумна молитва, Господ да не ја просветли душата и умот, за да бидеме малце позитивни и единствени за Македонија. Пријатно. Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич на Радио Слободна Македонија. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Радио Слободна Македонија и Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Четврток од 17 часот и сабота од 11 часот.